Криминалот беше меѓу прашањата што ги мотивираа првичните гласачи во вторникот во Њујорк, каде Џо Бајден и Доналд Трамп беа на гласачките ливчиња на нивните партии покрај тоа што веќе ги обезбедија нивните претпоставени номинации за претседател. Њујорчанката Голдали, која побара да не го покажуваме лицето на камера, вели дека се чувствува помалку безбедна. Едноставно имам чувство дека има енергија и активност што ги немаше порано. И со луѓе кои би можеле да извршат криминал, и со луѓе кои би можеле да се плашат од оние што го прават тоа. Гласачот Еми Пелетиери вели дека загриженоста за криминалот ја прави повнимателна за тоа каде оди. Се чувствувам многу безбедно во метро. Знам дека криминалот е зголемен, го гледам тоа на вестите. Јас лично не сум била сведок на тоа, така што знам дека е таму, но чувствувам дека ако сум безбедна и одговорна, и знам да избегнам одредени ситуации кои би можеле да бидат страшни за мене. Ќе бидам во ред. На овие избори Трамп води кампања како кандидат кој се залага за закон и ред и кој вети дека ќе ја зајакне локалната полиција. Тој беше во Њујорк минатата недела пред полицаец да биде убиен во сообраќајна проверка. Мораме да го запреме ова. Мораме да се вратиме на редот и законот, да правиме многу работи поинаку бидејќи ова не функционира. Ова се случува премногу често. Анкетата објавена од Центарот за американски политички студии на Харвард и Харис Инсайт и Атлантикс минатиот месец покажа дека американските гласачи сметаат оти криминалот и дрогата се меѓу главните прашања со кои се соочува земјата. Поважни од здравствената заштита, тероризмот, климатските промени, иако најновите податоци на FBI покажува дека насилството во САД е намалено минатата година низ целата земја, и во големите и во малите градови. Бајден ги посочува опаѓачките бројки на криминалот како доказ за успехот на неговата администрација со спроведувањето на законот. Неговата кампања ги возвраќа нападите на Трамп за криминал, поврзувајќи го со нападот на 6 јануари 2021 врз Конгресот на САД, што ја наруши сертификацијата на претседателските избори, трка која Трамп ја загуби. Настан на кампања на Бајден вклучуваше службеници за спроведување на законот кој тој ден биле во Конгресот. Не треба да се прашувате што ќе се случи со нашата демократија и нашиот устав ако Трамп повторно биде избран. Тој ни кажува, ни покажа, а 6 јануари ќе изгледа како проба ако не можеме да се подпреме на републиканците на Трамп да го бранат уставот, бидејќи и тие застанаа на страната против редот и законот и владењето на правото. Кампањата на Бајден вели дека тврдењата за законот и редот на Трамп се подкопани од неговите повеќепратни обвиненија за кривично дело. Трамп вели дека тие обвиненија се мешање во изборите од политизирано судство.